Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје. Ова утро зборуваме за физикална терапија и рехабилитација кај болка или повреди на рбетот, колкот, коленото и скочниот зглоб. Болка која што е многу честа во овие регии на телото, го невозможува секојдневието, го нарушува секојдневието и го ограничува движењето. Без разлика од кои причини е настанато, дали заради повреда или пак дегенеративни причини, страда голем дел од популацијата без разлика за која возраст станува збор, но затоа тука е физикалната терапија и рехабилитацијата и токму затоа ќе слушнеме колку таа помага и колку е важна кај ваквата болка и кај ваквите повреди за човек да се врати полесно во секојдневието, но и да превенира следни повреди. На оваа тема утрово разговараме со Илија Жежов, дипломиран физиотерапевт од Физиотерапевт здравје Гостивар. Добро утро, Илија, и добре ни дојде во Фактор здравје во новата сезона. Ви посакувам убав успех на новата сезона. Добро утро до гледачите на Телевизија 24 и добро утро до сите вас во телевизијата. Така, благодарам. На самиот почеток, пред да го погледнеме и блокот реклами, ајде само накратко, зошто е важна физикалната терапија кај различни патологии и состојби со кои секој од нас речиси и се соочува. Така, пред секоја повреда и после секоја повреда, физикална терапија е неопходна пациентите да ја примат, бидејќи нели помага во оздравувањето на сите тие нели настанати проблеми. При секоја повреда и при секоја после повреда, физикална терапија доколку не биде имплементирана, нема да има подобрување во почетокот, нели и во завршниот дел на кај пациентите што се случила повредата. Така. Зошто е сето тоа важно, а и сите овие 4 регии кои што ги споменавме, ќе ги обработиме поединечно една по една, но веднаш по рекламите. Секато. Останете со нас, почитувани гледачи, следите не до самиот крај, повелете, јавете се и поставете прашање. Уште еднаш подсетување со Илија Жежов, дипломиран физиотерапевт од Физиотерапевт здравје Гостивар. Зборуваме за физикалната терапија и рехабилитација кај повреди или болка во рбетот, колкот, коленото и скочниот зглоб. И ќе почнеме некако од почеток. Рбетот? Да, зошто? На човековото тело, да, зошто најчесто и од кои причини доаѓа до болка во рбетот? Видете, често сугерирам и зборувам дека физичката активност е една од најважните работи кај секој од нас. Доколку вежбаме и доколку се фокусираме да бидеме здрави и да правиме барем 3 до 4 пати неделно физичка активност, односно да спортуваме одреден спорт, овие сите дегенеративни проблеми што следуваат во понатамошниот тек нема да бидат толку позастапени кај луѓето. Но со оглед на тоа дека луѓето секојдневно се соочуваат со стресови работни обврски, сите сме под некој притисок, се негде се брза и се помалку имаме време нели за физичка активност, доаѓаме до овие посериозни дијагностики кои што се јавуваат на нашиот рабетен столб како процес на дегенеративно старење на самите прштани на рабетниот столб. Тој секојдневен стрес, таа секојдневна напнатост кај човекот влијае да овие дегенеративни проблеми се јавуваат на рабетниот столб. И затоа велам, многу е важно да вежбаме, но се надевам дека сите луѓе барем ќе најдат време еден час во текот на денот да посветат време нели на физичката активност и да бидат физички активни. Ако сакаат понатамошно да ги спречат сите овие дегенеративни проблеми, ако не ќе се соочуваат со последици кои што ќе мора да се посветат да ги лекуваат со физикална терапија која што може би некогаш и подолготрајно. Движењето, држењето, сите тие работи имаат влијание. Дали рбетот ќе страда од некоја болка? Морам да кажам дека никој од нас 100% не седи исправен, се со цел да го држи рбетниот столб исправено. Сите не имаме некои направени положби кои што влијаат на нашиот рбетен столб. И јас не велам кај оние повозрастни дека е неопходно да се вежба во теретана со некои тежински терети. Меѓутоа пешачењето да не биде основна цел. Да се консултирате со физиотерапевтот, со професор по физичка култура, кои вежби се најдобри да се прават наутро за да се раздвижи мускулно-локомоторниот систем. Вие не можете од пасивност да бидете одма активни, меѓутоа тоа ќе оди во еден постепен период каде што ќе можете да се вклучите во тоа вежбање. Верувајте, Билјана, со 2 до 3 пати неделно вежбање, вие ќе ги намалите болките, ќе го подобрите одењето, ќе си ја подобрите психичката благосостојба и што е најважно, ќе се чувствувате релаксирани од секојдневниот стрес со самото вежбање. А со тоа ќе ја намалите и причината да се јавуваат сите овие дегенеративни процеси. Меѓутоа,
Колку луѓето денеска вежба, тоа е знак прашање. Некои одредени личности одат во теретана вежбаат, некои пешачат, некои се занимаваат со други вежби, има и такви пациенти кои што постојано сугерираат да им дадеме вежби за да вежбаат наутро и јас таа одлука ја поздравувам. Во домашни услови да си го практикуваме тоа, апсолутно така? е тоа добро. Ние не мора да, пак ќе кажам, додите во теретана дома. Ке си земете скрипта пред вас, ке ги гледате вежбите како се изведуваат, што не е јасно. Не сме секогаш тука нели да им кажеме која вежба како да се изведува и секако со самото вежбање ќе си ја подобрите целата нели здравствена состојба. Дури оние наједноставни кои што сме ги имале на часовите по физичко воспитување, така? Апсолутно основните вежби нели што Вежби биле кои порано што за растегнување, за истегнување, со самите и тие вежби може да го Одговараат за истегнете секого. телото, меѓутоа денеска има толку напредни вежби кои што ние нели и физиотерапевтите и професорите по физичка култура ги стават на YouTube каналите, па може да ги погледнете, па што не ви јасно, секако нели да се консултирате со стручни лица дали таа вежба е соодветна за вас или пак некоја одредена дијагностика која што е во потешка состојба, вклучува не големо оптеретување нели на вежбање, па затоа физиотерапевтот или професорот по физичка култура ќе ви објасни кои вежби се соодветни за Така за и вас најдобро е за секогаш вежбање. да се консултираме и да побараме совет, бидејќи сами не знаеме, така? Апсолутно. Дали дополнително ќе го оптеретиме телото, така која вежба е за нас, која би ни помогнала, а која може би ни одмогнала. Апсолутно, пак со оперативни зафати има пациенти кои што се со потешки дијагностики, значи тие пациенти не смеат да креваат што би кажале докторите потешко од кило, а не камоли да влезат нели во фитнес центри и да вежбаат со одредена килаша. Така. Спондилоза, ишијас, лумбаго. Така, спондилоза, дископатија, ишијас, дискус хернија, сите тие нели 4-5 дијагностики Многу се се чести јавуваат за жал во денешно време, апсолутно, така речи си како да една нема од човек кој не би причините. се пожалил на нешто од ова. Една од причините нели на рветниот столб, значи вратна спондилоза знаеме дека може да ја опфати цервикалната кичма во вратот, значи да ги ограничи движењата кај луѓето, да создава потешкоти, односно поголемите гоби со болка, значи мигренозна болка која што може да се јави, значи исто така ограничено движење, значи може да дојде до лордоза, односно искривување на вратната кичма, така да може да дојде и до поголем степен на калцификација во вратната кичма, кои што тие остеофити може да направат дополнителни проблеми нели со дисковите, односно со пршење на ребетниот столб. Она што е клучно исто така во торакалната кичма може да се јави значи исто спондилоза, дископатија и дискускернија која што може да направи едно целосно оштетување нели на самиот дискус, разједување на иве просторите на прштенските тела и се ако и шијасот е еден од најголемите проблеми кои што може да се јави во крстот, народски кажано, или во ЛС, ломбалната кичма, која што може да го опфати потенцијално L4, L5 прштенот и да се манифестира по задната регија на глутеусот, па се до задната регија на ногата до прстите во стопалото. Тој е еден од најголемите нерви во човековото тело, нервус ишијаликус, и знае да биде доста значи акутен и да создава големи потешкоти кај луѓето и кај пациентите. Да. Како физикалната терапија овде помага, што може и што треба да се применува или секогаш е индивидуален пристапот кон пациентот, така и од состојбата Видете, ние секогаш и од правиме потребите негови. Така, секогаш правиме една комплетна физиотерапевска проценка кај нашите пациенти во согласност на тоа нели што проблеми имаат. Најчесто кога ќе дојдат кај нас, значи во нашата ординација, они кажуваат одредени регии каде што имаат болка. Па сега ние според физиотерапевскиот преглед правиме еден заклучок дали пациентот има потреба понатамошно да го испратиме да направи некој рентген или магнет дијагностичко испитување во согласност со тоа колку ќе ни покаже тој резултат, значи што проблем има пациентот. Ние секогаш се базираме на стручни податоци, исклучиво од доктор, и ако ние се сомневаме дека пациентот има проблем, секако ние го праќаме да ги направи овие дијагностички испитувања. Па во согласност со сите овие дијагностички испитувања правиме протоколарен план и програма преку кои нели ја спроведуваме физикална терапија. Физикална терапија вклучува широк спектар на методологии кои што помагаат кај сите пациенти различно врз основа на нивната состојба и нивната дијагноза. Така, дали откако веќе ќе го почувствуваат подобрувањето после нели серија така на терапевски процедури кои што се применуваат, менуваат нешто во стилот на живот во секојдневието за да превенираат да не дојде до следен момент кога повторно болката ќе ја почувствуваат? Видете, јас секогаш велам секој проблем што ќе настане кај човекот треба веднаш да го сугерира на својот доктор и на својот физиотерапевт. Секаде во светот функционира така и мислам дека луѓето веќе се напредни во однос нели на овие технологии, дека секако нели треба да пристапат во првиот чекор за да си преземат мерки кон сопственото здравје. Зошто? Затоа што ако го оставите секој настанат проблем, тој настанат проблем, мислите вие дека ќе се стабилизира и ќе се смири, но не е тоа така.
Секогаш во нашето тело постои некој дополнителен проблем кој што создава дегенеративен процес. Со самиот дегенеративен процес се јавуваат сите и овие диагнози. Овие диагнози не се, значи, проблеми кои што можат да се решат преку ноќта, меѓутоа можат да се решат понатамошно нели со повеќе третмани од видот на физикална терапија. Затоа велам, колку навремено се открие проблемот и колку навремено се третира и се лекува, толку побрзо и ефектот влијае врз човековото тело. Но да го оставите самиот проблем да трае со недели, со месеци и со години, вие не можете да го очекувате проблемот дека ќе ви биде саниран за еден месец. Вие ќе треба да правите можеби и 3 пати годишно физикална, која што ќе тоа сакам да прашам, колку пати во годината треба да се практикува физикална? Апсолутно, се појави една од овие наведени диагнози спондилоза, дископатија, дискосхернија и ишија, значи ова ќе може да влијае, значи, врз човековото здравје, кое што ќе бара посериозен понатамошен третман во лекувањето. Значи 2 до 3 пати годишно може да содржи бањско лекување, кое што ќе биде дополнително поврзано со физикална терапија, или пак ќе биде, например, да речеме, 2 пати годишно од 15 до 21 ден, во зависност од тоа физиотерапевтот која техника, односно која методологија од електротерапијата ќе ја имплементира врз неговото здравје во согласност со самата диагноза. Така, а широк е спектарот на сето она што се нуди сега и во физикалната терапија, Видете, така? физикалната... И кога се почнува, треба нели сите да се поминат онака како што препорачал физиотерапевтот без прекинување. Според планот и програмата со која што ја подготвуваме индивидуално кон секој пациент, врз основа на неговата состојба, врз основа на прегледот што сме ја диагностифицирале и врз основа на податоците нели на магнет и на рентген диагностиката, ние значи правиме план. По планот се реализираат значи протоколите од физикална терапија. Знаете дека основниот пакет на физикална терапија содржи електротерапија, тоа е една комбинација од електромагнетни струи кои што се имплементираат кај пациентите. Тука спаѓаат манипулативни техники на кинезитерапија, кои што исто така се имплементираат во раздвижување на самите зглобови, масажот како клучно решение нели во помош на сите овие диагностики и секако најважен нели дел физичката активност која што физиотерапевтот ќе ви ја препорача. И по сите овие имплементации на физикална терапија задолжително пациентот мора да се јави значи по извесен период на дополнителен преглед кај физиотерапевт или кај својот матичен доктор за да ја види состојбата од физикална терапија, колку пациентот добил нели соодветна помош од имплементацијата. Така, медицинската масажа се препорачува и превентивно за да на некој начин го одржуваме. Не мора да имате, јас велам не овош проблем за да направите медицинска масаж. Постојат 34 видови на физиотерапевтски масажи кои што клиентите, пациентите и оние здрави пациенти, да ги кажам нели вака, би можеле да ги имплементираат на себе. Масажата не е само лекување. Масажата е еден основ на благодет кој што ја опушта психички физичката состојба и помага врз нашето тело да го опушти стресот, да ја смири нашата психа, да го смири нервниот систем и што е најважно да ги опушти сите оние акупресурни точки во нашето тело, затоа што ние секојдневно целиот стрес што го собираме од работните обврски, од секојдневните луѓе што ги среќаваме, не може нашето тело да не го прими тој стрес. Значи, со самото примање на стресот, нашите мускули, односно нашите рецептори во нашето тело прават една контракција, едно стегање. Така да тука се јавуваат, зборувам, млечните киселини кои што можат да се базираат на нашите мускули, а тие млечни киселини ги создаваат сите понатака нели овие сериозни диагностики кои што можат и така сериозно да влијаат врз основа на нашето здравје. Бидејќи ако се акумулираат секојдневно, така? Видите, поголем проблем ќе прават, нешто што не го чувствуваме во моментот. И го акумулираме стресот. Затоа велам физичката активност е еден од основните пакети кои што може да ни помогне нели во рехабилитација на смирување на стресот, на намалување на овие болки кои што се јавуваат и секако нели на спречување на овие посериозни диагностики кои што можат да се јават во нашето тело. Така, многумина имаат кажано под стрес бев цел ден, излегов вечерта, само прошетав малку и веќе телото е релаксирано и се враќате дома, убаво и мирно заспивате, што е многу важно, така за следниот ден да се функционира. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Ало? Добро утро, ве слушаме. Добро утро. Видите што ќе ве замолам нешто, барам еден совет од докторот. Значи 18 години сум на штак. 2017 година се оперисав од ногава и колк и циментирана нога носев. Меѓутоа, ете некако 4-5 години така едно се после со една штака и тоа е тоа. После едно 7-8 години водев убаво. После болеста ми се влоши и
една снимка, две снимки, три снимки, четири снимки, не може да дадам што беше, не знам, одев и паѓав. Значи, кога сум паднала, и то на глава, опериса на глава од хематоми, изгушување на крста, при излив бев. Меѓутоа, за среќа ништо. Пак после паднав. Пак после паднав, на истата дупка, 4-5 дупки имам. Меѓутоа, ајде ќе ве замолам само конкретно прашањето да го... Септембар, па ништо нема во главата. Примав пома, заборав се како се вика она, за да не ми се повтори тоа крварење. Меѓутоа, сега кога се оперисав, тоа беше пред 8 години, утврдено ми беше, значи... А сега, вака, ајде се слушајте ме. Значи, конкретно ќе ни кажете ли кој ви е прашањето и проблемот кој што сега го имате, за да го добиете советот од Илија? Нешто со бор машина стружен натре. Што имам во ногава, како имам во ногава, ја не знам. Меѓутоа и денеска јас сум на штаки, не можам да се пуштам и едва се движам. Има атрофија на мускулатура. Ајде, врз основа на ова ви благодариме што ни се јавивте, повеќе работи. Јас конкретното прашање на пациентката навистина не го разбрав, меѓутоа еве од тоа што кажа, проблематиката која што веќе низ години се проблемува. Има, секако ова ќе мора, значи со лекар специјалист да се види, значи специјалистот ќе мора да процени што понатака со пациентката ќе даде дополнителен резултат нели за работа. Дали ќе биде вклучена физикална терапија во некои од нашите центри со бајнско лекување, дали ќе биде вклучена физикална терапија која што ако пациентката не може да се движи, физиотерапевт ќе доаѓа нели дома да му прави физикална терапија, меѓутоа конкретно навистина не можев да добиам конкретен одговор од пациентката што точно е дијагнозата за да би му дал дополнителен совет што понатака. Така, Борети, ние даваме можност нели да се консултираат, меѓутоа кога гостуваме низ емисиите, мора гледачите да не ми се налутат, да кажам значи мора да бидат конкретни што точно сакаат да го прашат докторот и физиотерапевтот за да можеме нели соодветно да им одговориме врз основа на тие минута две што ќе имаат нели во етерот да не прашаат. Така. Следува уште еден блок реклами, па ќе продолжиме понатаму, останете со нас до самиот крај. И пред да продолжиме со разговорот, да го вклучиме следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро, дали се слушаме? Гледаш разкочани, сакаме да поставиме едно кратко прашање. Секако, повелете. Вака, имаме дискохернија, спондилоза и зафатени од третиот до последниот пршлен нервниот систем. Десната рака и десната нога имаме трпнење и ни се укочува. Што треба понатаму да применувам? А нешто достега сте правеле, сте применувале некаква физикална терапија? До сега не сме примале физикална, ниту нека од бањите, само вежби дома. Добро, доволно е ова. Ви благодариме. Сепак пак нели гледачката била пак на некој начин активна, меѓутоа сите овие проблеми што ни ги кажа сега во моментов подлежат под доста сериозен третман на физикална терапија. Имплементацијата на физикална терапија е многу важна кај овие состојби за да се подобри нели здравјето на пациентката, да се санира болката, нели да може секојдневно подобро да функционира без болка, бидејќи овие болки можат понатака да бидат доста посериозни, кои што може да вклучат и некој сериозен хируршки зафат. Затоа навремено ќе си се консултира со својот матичен лекар, матичниот ќе ја препрати на физикална терапија, без разлика дали ќе биде тоа некој од центрите низ Република Македонија бањите или пак ќе биде приватна ординација, но неопходно ќе биде да си прими значи од прилика некаде 20 до 21 ден рехабилитација, а понатаму доколку има потреба, нели ќе се даде мислење и за повеќе да се продолжи со физикална терапија. Така, добро е да се применуваат и вежбите во домашни услови, меѓутоа нема да се доволни некогаш за некои ситуации. Но доколку се соодветни за оваа дијагностика која што ни ја кажа, што на интернет може да најдете многу вежби кои што се например да речеме вежби за раздвижување, но не се нели фиксно наменети за оваа дијагностика. Затоа велам многу е добро да се консултира со физиотерапевт. Физиотерапевтот секогаш ќе му даде совет што понатака да превземе како очекува. Така да. Продолжуваме со колкот, заради што страда најмногу колкот, кои се причините кои што доведуваат до болка, дегенеративните, велиме со старењето, најчесто повозрасната популација страда кога ќе дојде до пат, па се крши колкот, меѓутоа и други некои
Така, не е причини само има паѓањето. сигурно. Така, да не е само паѓањето, тука да се јават симптомите и тегобите, нели, со болки во колкот, значи тука може да биде исто дегенеративниот процес на самата раскавица, старењето, остеопороза, така и жените најмногу влијае, нели, во разредувањето на раскавицата, па може да дојде, нели, не дај Боже, и до имплементација на вештачки колк. Самото разјадување на раскавица прави посериозни оштетување на феморот, кој што прави дополнително, нели, да се јават сите овие тегоби, отежно движење, нефункционалност во секојдневието, болки кои што ни една медикаментозна терапија може да не влијае да ја смири оваа, нели, болка. Затоа тука ќе биде неопходно, нели, што кажав, хируршка интервенција. Но пред се да дојде, добро е, значи, секој од пациентите превентивно да се посоветува со доктор, со физиотерапевт. Пак ќе кажам, вежби да бидат неопходни, физикална терапија како превенција, нели, во еден процес на лекување, советот како послушност на докторот, нели, на физиотерапевтот, многу важен фактор во целата оваа состојба, значи и неизбежно клучно решение физикална терапија која што дури до 80% помага, нели, во целосното лекување. Затоа не огаш, поне огаш докторите прво што даваат како совет е пациентката пред да се случи хируршка интервенција да направи физикална терапија која што е наменета 21 ден. Се надеваат дека физикална терапија е клучно решение да помогне во целиот тој проблем, па се со цел, нели, да се спасиме од хируршка интервенција. Но доколку не даде позитивен ефект лекувањето, тогаш за жал морам да бидам вака сурово искрен дека ќе има интервенција. И по интервенцијата пак пациентката ќе мора да биде препратена на бајнско лекување кое што ќе трае 15 до 21 ден или вежби со физиотерапевт и физикална терапија во домашни услови спроведена како домашна посета. Така, кај повозрасните после скршеница на колкот и после хируршката интервенција, замената и ставањето на вештачки колк, тука е многу важна физикалната терапија после тоа, вертикализирање или станување и исправање на пациентот или пациентката, така, неколку дена веројатно се остава така по операцијата, меѓутоа да не залегнува, да не се плашат, кога веќе е заменет колкот, така, само нив им останува што побрзо да си се вратат полека во секојдневието. Апсолутно, затоа тука е физиотерапевтот, нели, да ги упати како да почне, затоа што видите, кај сите овие пациенти, односно кај оваа диагностика која што сега ја зборуваме, пациентите после интервенцијата имаат страв во себе. Се со цел како ќе стапнам, како ќе одам, па да не се скрши ништо, да не се направи, нели, пак некој проблем, па пак да има некоја интервенција, значи многу е важно физиотерапевтот психички пациентот да го опушти, да му покаже како треба да стане, како да го вертикализира, како да му помогне, и многу е важна раната физикална терапија која што мора да биде стручно имплементирана за да се подобри состојбата. Рана физикална и завршна физикална, два клучни сегменти во цела оваа проблематика. Значи, не е ништо тешко да се спроведе, нема тука болки, не постојат болки, само едноставно, нели, соработка пациент-физиотерапевт и позитивни ефекти се. Така, и во пракса многу позитивни примери кога така се постигнало нештото. Апсолутно, понекогаш дури кај некои пациенти верувајте дека ни самите доктори, ни ние физиотерапевтите не даваме физикална терапија. Заради тоа што сметаме дека добро е интервенцијата направена, од согласност, нели, на докторот, и нема потреба да се прави физикална терапија, да се губи време. Него буквално стануваме од кревет и почнуваме со движење. Но едно мало упатство од докторот физиотерапевт може да ни помогне за понатака да функционираме. И охрабрувањето кое што, нели, ќе го направите за да полесно и побрзо се вратат во секојдневието. Коленото. Најголем зглоб во човеково тело најчесто страда кај спортистите од спортски повреди, кај повозрасните како гонартроза, значи артритис, разјадување на самата раскавица. Ама и многу млади се жалат на болка во колено во последниве години. Видете, значи се жалат многу млади на болка во коленото поради тоа што се премногу оптеретени со физичка активност. Тука зборувам кај помладите. Зошто? Заради тоа што 5 вида на спорт прават во еден ден. Одат на кошарка, вежба, идат на фудбал, идат во теретана, возат велосипед или пак прават оптеретувачки вежби кои што влијаат негативно како контраиндикација на колениот зглоб. 5 спортови во еден ден не може да се направат. Тоа е нека биде совет и до родителите, кои што децата ги праќаат да спортуваат. Ќе се одлучат за еден спорт. Или ќе биде пливање, или ќе биде кошарка, или ќе биде спортување некое со фитнес тренер. Повеќе спортови ќе донесат по големи контраиндикации кај детето. Исто кај спортистите, значи. Направете си комбинација во тековната недела. Кои вежби ќе бидат денес, кои вежби ќе бидат утре. Се со цел да нема големо оптеретување на лигаментите, на менискусите и оптеретување на раскавица. Затоа што раскавицата е меко сврзно ткиво помеѓу двете коски кои што се врши притисок и абење. Ако дојде до оштетување, таа раскавица не може да се регенерира кај повозрасните, зборувам. Ајде кај помладите ќе се регенерира, значи колагенот, физикална терапија,
сите оние нели дополнителни имплементации на физикална терапија ќе помогнат. Меѓутоа ќе повозрастните дојде до оштетување, тоа со текот на годините ќе дојде до поголемо старење и раскавицата ќе дојде до посериозно оштетување. А што ќе се случи? Ќе се влоши состојбата кај пациентите, ќе има потешкотии во движењето, поголемите губи ќе се јават, значи, и не де Боже може да дојде исто така, колку така и коленото до имплементација на вештачко колено. Кое што во зависност од тоа дали ќе го прими телото тоа колено или не, тоа е индивидуално помеѓу пациентот и докторот нели во соработка, дали тоа колено ќе одговара за тој колен зглоб. Да. Ако имате каков било проблем со коленото, кои вежби се препорачуваат, кои активности може да ги применува пациентот? Прво што треба да се направи е преглед на коленото. Прво е рентген диагностиката, магнет диагностиката, тие се два релевантни докази кои што ни даваат соодветен резултат што проблеми имаме во тој колен зглоб, а понатака физиотерапевтот со имплементација на методологија од физикална терапија ќе направи подобрување во колениот зглоб или пак доколку сметаме дека не е за кај нас, ние го препраќаме на ортопед, ортопедот ја презема понатамошно нели целата работа и пациентот се препраќа на други дополнителни медицински гранки кои што ќе бидат соодветни да се помогне во овој проблем. Скочниот зглоб исто така е многу важен во движењето кај човекот. Од што страда најмногу? Најмногу, еве тука ќе кажам, значи пациентите од невнимание може да се лизнат, може да направат некоја дисторзија, да го свиткаат скочниот зглоб, кој што може да дојде не дај Боже до дисторзија, кој што таа дисторзија може да не врзи за кревет најмалку 10 до 15 дена. Па потоа со физикална терапија, не Боже, може да има искаженица, односно фрактура која што може да се јави во скочниот зглоб, може да биде хируршки исто така третирана, која што може да ни одземе многу долг временски период на рехабилитација, бањско лекување, приватна физикална терапија и многу ризик фактори да се јават во сето тоа. Затоа велам, внимание, физичка активност, навремено третирање на сите настанати проблеми ќе бидат соодветни да се решат сите овие настанати проблеми или да не се случат оние проблеми кои што треба да се случат кај човекот. Едно мало невнимание може да ни одземе навистина многу долг период на рехабилитација или да се повредиме. И болка и пореметување на секојдневието, така во оние активности кои треба да ги извршуваме, да го слушнеме и следниот гледач. Повелете, добро утро. Добро утро. Да, ве слушаме. Јас сум во програма. Во програма сте, повелете. Поздрав до водителката и до гостинот. Ви благодариме. Вака јас не го земав резултатот, ама знам за што се работи. Имам болки од вратот, радиоколопатија, на чичмата спондилоза, ама осеќам болки од вратот и од градниот кош. И мускулатурата се ја осеќам разлабавена. На ребрата и на движење се мавам. Немам правилно вака не можам да одам. Да го молам гостин ако може да... Добро, да добиете совет и препорака што би можеле следно да направите. С диагнозата која што пациентката сега ја спомна може да се јавува како резултат на сите овие нели процеси кои што се јавуваат во ребетниот столб, а тука може да биде маневриран значи и брахијалниот нерв кој што може да прави значи оптеретување и трпки по раката, а може да се префрлува значи болката нели во градниот кош и на торакалниот дел. Затоа добро ќе биде еден совет со доктор, со физиотерапевт, што понатамошно ќе биде вклучено од физикална терапија, за да му се даде една стручна помош во лекувањето. Така. Ниту премногу оптоварување, премногу физичка активност, ниту премногу пасивност. Така, тоа би можеле да го упатиме како знаете совет како и би препорака? Да се најде една средина. Значи јас зборувам. Ова го спомнав кај децата заради тоа што сакам да се надоврзам на тоа. Дојдат на пример да речеме родители ми велат Илија мој дете денеска ќе оди на кошарка, па после ќе оди ќе плива, па ќе оди на ракомет. Чекајте. 3 спортови не може во еден ден да се обават. Затоа што после доаѓа до посериозни проблеми кои што ќе го стагнираат детето понатамошно до ден да спортува. Затоа добро е да се направи комбинација во тековната недела кој спорт денес ќе се прави, кој спорт ќе се прави утре. Премногу физичка активност не е добро, но и помала физичка активност не е добра, затоа да најдеме еден баланс на средина и да направиме 3-4 пати во тековна недела ќе биде навистина
соодветно и добро да се спортува, дали е тоа теретана, дали тоа ќе биде кошарка, дали тоа ќе биде пливање. Значи на се да се има, народски кажано, исав. Да не се претерува, да не се оптеретува зглобовите, што зглобовите не се за еден ден. Нашите зглобови ни требаат за функционирање до крајот на животот. Мора да ги чуваме и мора да го чуваме ребетниот столб, бидејќи ребетниот столб е столбот кој што го води нашето тело. Значи сите овие диагностики, за да не се јават, мора да бидете физички активни, мора да си посветувате време на собственото здравје и мора да внимавате на себе. Како што внимавате дома на инвентарот, внимавате на изгледот, мора да внимавате дали и на здравјето. Така, кога зборуваме за коленото, при самиот крај сме, но сакам само кратко, намалување на телесната тежина, тоа им се препорачува и секогаш на пациентите, така, бидејќи да не го трпи тој голем терет. Апсолутно. Колена. Телесната тежина, добро споменавте, Билјана, има една многу голема клучна важна улога во нашето секојдневие. Значи мора да, например, да кажам, еве, ако сте високи 175, вие мора да имате максимум 75 килограми. Еве 77, но не и повеќе. Ако сте високи 180, мора да имате 80 килограми. Замислете на 175 висина, вие да имате 105 кила. Што се случува со нашето тело? Тоа е една сериозна тежина која што ги оптеретува зглобовите. Затоа консултација со физиотерапевт. Да, и затоа и болката е тука присутна и неизбежна. Апсолутно. Консултација со доктор, консултација со професор по физичка култура, значи соодветни вежби, соодветна физикална, соодветен здравствен совет од доктор се тие три клучни решенија кои што јас секојдневно велам се нашиот клучен извор нели на податоци за функционирање во секојдневниот живот и за опстанување, бидејќи како што кажав, физикалната терапија е клучно решение за лекување, физичката активност е важна во нашиот живот, а докторот е тој кој што мора да го почитувате и да го следите што се ви кажува нели за вашето здравје. Ако мислите дека знаете повеќе од докторот и од физиотерапевтот, се лажете. Значи затоа велам секогаш почитувајте го оној кој што малку повеќе знае за вашето здравје. Така, благодарам за гостувањето. Благодарам и до вас. Да. Благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Ви посакувам убав и пријатен ден.